30 ученика од Средното општинско училиште Колен Ехтинин Штип денеска беа дел од шаховскиот турнир кој се организираше по повод 11 октомври. Најдобрите играа за прво, второ и трето место. Ова е прв ваков турнир организиран во ова училиште, а домакините се со тенденција да прерасне во традиција, која ќе се практикува и во наредните години. Пресред на 11 октомври, денот на Народното востание на Република Македонија, спортскиот клуб од СОУ Колен Ехтинин Штип во сработка со шаховскиот клуб Нов напредок од општина Штип организираа турнир во шах. Целта на овој настан е да ги научиме децата дека треба да се едуцираат во делот на шахот, кој што е како спортска дисциплина многу корисен за нив, бидејќи тие ја учат да ја тренираат својата меморија, да донесуваат одлуки, меѓутоа истовремено шахот е и метафора на самиот живот, дека човекот не секогаш победува, меѓутоа ни дека не треба да се откажува при секој пораз. Идејата ни е да овој настан прерасне во традиција понатаму во иднина и што повеќе деца да бидат вклучени во ваквите типови на надпревари. Да се анимираат младите од една страна и да се доближи шахот до децата од друга страна е главната цел на шаховскиот клуб Нов напредок од Штип, согласно годишната програма. Циклусот започна денеска од Средното општинско училиште Колен Ехтинин, а предвидено е да се посетат сите средни училишта на територија на Штип. Во нашата програма ние имаме зацртано да организираме шах по школите. Сега почнуваме овај циклус на надпревари, го почнуваме со Колен Ехтинин, после ќе одеме во другите средни училишта. Целта ни е да ги анимираме младите. Еве тука денес беа 30 учесника. Овие сега што играат, тоа се финалисти, 16 души. Тоа ни е целта. Сакаме шахот да го доближиме до младите и да регрутираме млади таленти шахисти. Да ви кажем, не е мал бројот на млади што се интересират, доста играат на порталите, на интернет порталите, ама сепак друго е во живо играњето. Новоформираниот шаховски клуб Нов напредок во Штип организираше турнир во шах и во Средното медицинско училиште, но тогаш поводот беше различен.